Сашо Гликовски, министер за здравство, гостин во Дневникот на телевизија 24. Добар ден и добро дојдовте. Добро најдов. Господине Гликовски, бурен период, по прогласувањето на епидемијата во Густивари кризната состојба и сето она што се случува изминативе денови. А најпрво кажете ми каква е ситуацијата, кои се најновите бројки? Во основа немаме натамошно намалување, меѓутоа нема ни зголемување на бројката, значи таа е стабилна. Јас веднаш када апелирам до граѓаните на Гостивар, до гостиварчани, дека смирувањето на епидемијата не значи дека треба да се намалат мерките на претпазливост. Понеделничките тестирања на 9 јавни места покажаа дека на половината од тие места водата се уште е контаминирана, загадена, така да мерките за претпазливост мора да се следат. Намалувањето на бројот не значи прекин на мерките. Добро, имаме ли пресек на денот во последното деноноќе конкретно? Мислам дека околу 200 нови случаи направен пресекот само бев отсутен. Околу 200 нови. Значи, нема тешки случаи. Да се прашам, има ли нови хоспитализации со тешки симптоми? Не. А каква е состојбата на пациентот што беше на префрлен на инфективната клиника во Скопје? Стабилно. Останува тоа еден? Да. Во основа во инфективната клиника во Скопје се јавуваат луѓе кои живеат или работат во Скопје. Нашата препорака до сите здравствени установи да прифаќаат без разлика дали се упатени од матична установа или не. Така што во основа здравствената состојба е стабилна. Мислам дека фокусот по иницијалниот период сега се преместува на обезбедување на водоснабдување, безбедно водоснабдување за Гостивар и анализа на тоа што се случи. Вие сте дел од кризниот штаб, од главниот оперативен штаб. Премиерот Христијан Мицковски денеска најави дека до следната недела очекува веќе питка вода во Густивар. Возможно е тоа? Да. Со оглед на тоа што ги имате информациите? Да. Во основа, значи, веќе стапја во контакт оперативна општина Гостивар и јавното комунално со водовод и канализација Скопје, бидејќи знаете дека со вонредните мерки, кризните мерки беше воспоставен тој контакт, се анализира каптажата, начинот на хоријање, главните правци на снабдување, главниот начин на пренесување од почетната кон крајните точки и во состојба на тоа ќе се препорача начинот на хоријање и обезбедување на безбедна вода. Секако проблематичните мешања и пробиви на фекална или атмосферска вода во системот се неутрализирани претходно. А вие денеска имавте една изјава за медиумите, кажавте дека се издвоени астровирусот и бактеријата Шилега. Има ли дополнителни издвоени бактерии, салмонела, ешерихија коли, нешто што може да го усложни процесот на заразени со симптоми луѓето, нешто што може дополнително да предизвика сериозни зарази, нешто што предизвикува инфектолозите, микробиолозите? Има два типа на агенции, условно да кажем. Таму има бактерии кои се одраз на фекален продор во водоводна мрежа, и има бактерии и вируси кои вообичајно се одраз на мешање на атмосферска вода или загадување на терен околу каптажа, водовод, цевка, значи не се директно фекални бактерии и вируси. Има различни вируси на различни места, има различни бактерии и вируси кај различни пациенти. Значи, на различни мерни места се појават различни проблеми и се анализира дали е тоа поврзано со методите на хоријање и на контрола на квалитетот на вода. Не сите инфектирани во Гостивар имат иста комбинација на
вируси и бактерии, тие зависат нормално и од имунитетот и од реакцијата на секој еден. Така што кај различни пациенти се идентификувани различни, кај некој еден, кај некој два, кај некој три. Колку е голем ризикот за понатамошно продлабочување на симптомите и на болести? Значи, предупредува инфектолозите и микробиолозите на појава на жолтица, на појава на хепатит, дека тие што се заразени со прехлорирање на водата, што пиле од таа вода што била прехлорирана, дека може дури до канцерогени материи да се стигне и канцерогени ткива. Прво, прекомерна доза на кој најдена само на едно мерно место. Ама во јавна чешма. Поголем проблем е што се најдени мерни места каде што нема резидуален хор. Значи, не е едноставна сликата и затоа јас апелирав да не се даваат паушални оценки за што е најдено и како е најдено, бидејќи кружи една верзија дека Центарот за јавно здравје нашол чисти наоди на 13 и на 20. На 29 јуни и 13 да, ама јули. чисти наоди се најдени на одредени мерни места. Не е тоа верзија, тоа е изјава од Центарот за јавно здравје на Титово. Не е баш така. Значи, има чисти мерни места, има загадени мерни места. Значи, не треба да се поедноставува да работат и во контролата во понеделник. Имаше места кај што водата е уредна за употреба и водата не е уредна за употреба. Дозволите да поминат сите анализи. Значи, во моментот, во анализите не се појавуваат бактерии и вируси кои може да донесат до подолг период на инкубација или до натамошни штети. Ама тоа не значи дека не може да се појави. Понатаму. Изворите на загадување се затворени. Значи, дали направивте помпите, додатоците, се ето исклучено. Колку примероци од пациенти се превземани за кортокултура? За кортокултура, последната информација имаме од пред 2 дена, беа 20 пациенти. 20 пациенти што стигнаа до клиниката за инфективни болести. Значи, во моментот ние работиме анализи на многу места и консолидацијата на информациите не може да се случи во 1-2 часа, туку е потребно време за диспозиција на системот. Сите информации за пациентите, лабораториски наоди, кортокултура, сите анализи, епидемиолошката анкета ќе се консолидират. Меѓутоа, во основа, оно што е најважно, сите информации се достапни на нивните лекари, значи, сите анализи се достапни во однос на заштита на здравјето на луѓето. Во однос на анализа на работата, дека сега влегуваме во фаза на смирување, можеме да мислиме не само на здравствениот аспект, туку да ја воспоставиме хронологијата и да направиме анализа. Меѓутоа, секако не очекувате да анализата се направи веднашка. Фокусот беше да се решат здравствените аспекти, во однос на одредените аспекти, сега ќе дојде и анализата на побавени се сите можни комуникации, сите можни распореди хронолошки. Што значи тоа сите можни комуникации во однос на пациент, лекар, прием? Сите комуникации. Или на институциите меѓусебно? И институциите меѓусебно, бидејќи мора да се споредат податоците за комуникации, мора да се споредат датумите, часот на комуникација, мора да се види од кои места се земено. Еве, например, беше прашањето во терминологијата во Центар за јавно здравје има каптажа и каптажа вруток. Значи, мора да се јасни дали се две различни каптажи примероците или истата каптажа. Значи, има работа која мора да се анализира. Значи, вака, епидемиолозите препорачува најмалку 100 примероци да се земат од пациенти за кортокултура. Кортокултура, се извинувам, вие велите имате 20 до сега. Дали тоа ќе пред 2 дена контролирани на клиниката за инфективни болести. Значи, јас пред 3 дена побарав. Значи, јас првиот ден побарав соработка на гостивачани со здравствените работници. Значи, тоа беше во саботата од општината болница во Гостиве. Побарав да се прават лаборатории, побарав да се дават кортокултури и побарав да се приклучат на епидемиолошките анкети. Во тој момент имаше под 20 епидемиолошки анкети. Значи, соработката не беше на ниво кај што ние можеме да носиме заклучоци. Тоа е значително подобрено. Значи, сакате да кажете пациентите не соработуваат?
А тоа беше во саботата. Ние апелиравме и тоа е значително подобно. Значи во неделата, и тоа го кажав, од 60 побарани пациенти, 30 одбиле да одговорат на епидемиолошката анкета. Значи треба да имаме разбирање дека не е тоа веднаш кога се добијат одговори. Овие 20 што ги реферирам копрокултури се копрокултури кои откако побарав да се прават двојни анализи и локалните анализи, примерно да се испраќа во клиниката за инфективни болести, бидејќи таа во моментот има меѓу најсовремените опреми со најширок спектар на можност на тестирање, посебно на вируси. Ајде сега околу ЦЕЗ, го начнавте, вие рековте таму треба дополнително да се направат анализи што било, како било. Значи, и во тој извештај од 29 јуни и 13 јули имало делови од земени примероци кои што не биле безбедни за пиење вода, колку што ве разбрав. Велите имало толку, немало. Да, има два примерока кои не биле безбедни за употреба од различни мерни места. Значи, сите примероци се од различни мерни места. Прво морам да проверам дали се користат исти називи за истите места. Кажав, на едно место реферира на каптажа, на друго место реферира на каптажа Вруток. Јас не можам да знам од Скопје дали епидемиологот таму мислел на истата работа. Се побарани податоците и од Институт за јавно здравје, ќе се вкрстат сите податоци и ќе бидат јавно презентирани. Значи, нема ништо да остане скриено. Значи, Ама дозволите, бидејќи сепак тоа влегува во анализата и извештајот и ќе носи одредена одговорност да сето тоа го објавиме кога ќе бидеме сигурни во информациите. Веројатно не очекувате линч да правиме. Не, ама ги тоа очекувам многу информации изминатиот период од различни институции стигна. Затоа што и се направи таков реално паника. Бидејќи ЦЕЗ вели имаме регуларна вода, директорот на болницата ви известил на 13 Министерството за здравство го известил на 13 јули, вие велите на 18 сте известени, на 17 сте известени. Значи све тоа ќе биде Значи секоја институција буквално впечатокот е дека секој си ја прифрлила топката за да избегне одговорност. Значи на крај сето тоа ќе биде подлежно на контрола, сите докази ќе бидат јавно објавени, нема ништо да се затаи. Јас тоа го гарантирам. За да бидеме вака граѓани да разберат. Значи во тој извештај на 13 јули, на 29 јуни... Мислам дека е јасно дека дел од локалните институции, како што беше изјавата на јавното комунално предпријатие, дека не е извор од водата. Мислам, нормално дека е јасно дека ќе постојат обиди за отфрлање на одговорноста. Во основа сите се невини. Јас гарантирам... ЦЕЗ директно е надлежно одговара пред ИЕЗ, така да... Не, грешка е. Значи ЦЕЗ не одговара пред ИЕЗ, тоа се независни правни лица, одговара пред министерот. Да, какафонијата во изјавите... Уште подобро! Значи првиот човек... Какафонијата во изјавите... Уште подобро! Какофонијата во изјавите беше причина зашто повикав да не се дават секакви изјави што доведува до конфузија и да се користат исклучиво службени канали за службени информации. Зборувам и за таа повик, бидејќи имаше многу професори што се реагираа на таа ваша тој ваш повик. Значи вака, ајде сега за граѓаните да не разберат. Значи во тие извештаи на ЦЕЗ од 29 јуни и од 13 јули не било комплетно сечисто. Не има, значи не ги цитира и датумите, значи има на двата атома примероци кои се непрепорачливи за употреба. Меѓутоа морам да кажам, тие мора да се видат и во споредба со хорирањето, бидејќи не е еден индикатор. Значи има примероци каде што може да има бактерија, меѓутоа со хорирањето се неутрализира ризикот по здравјето на граѓаните. Има каде што има малку бактерија, а недоволно хорирање. Значи не е црно-бела сликата, дозволите сите анализи ќе бидат објавени. Прашувам зошто уште тогаш, ако веќе не било се чисто, имало вакви дилеми, ајде да ги речеме дилеми, дискутабилни, уште тогаш не се алармирало дека има проблем. Тоа е едно од прашањата која ќе биде предмет на истрагата. Значи и ЦЕЗ ќе биде
Секи биде предмет на преиспитување. Значи, јас бев првиот што во саботата објавив дека првите случаи се регистрирани на 13 јули. Во јавноста немаше претходна информација дека првите случаи се од понеделникот. Во понеделникот јас се уште не бев ни одговорен за Министерството, примерно предавање во вторникот направив. Значи, во ниту еден момент немам намера да скријам никого и ничија одговорност. Сите детали ќе бидат изразени. Дали имало обиди да се купи време за да се реши ситуацијата со прекумерно хворување, дали имало обиди да се зацкријат одговорните, дали некој преспал ситуација, дали некој во Министерството не реагира, се ќе биде истражено. Никој нема да биде оставен без да се одреди која улога има во хронологијата на настаните. Директорот на Говцеварската болница вчера за телевизија 24 кажа дека тој го известил првично Министерството за здравство на 13 јули. Тоа лесно се проверува, ќе го провериме. Вие велите 17 јули, да, вие на 13 беше изборот во собранието, 14 ја преземавте функцијата, меѓутоа таму има луѓе што остана, значи заменикот си е се уште истиот, државниот секретар си е се уште истиот. Секи биде потврдено, многу лесно. Има комуникација или нема комуникација. Сите комуникации се регистрираат. Се криело ли 4 дена состојбата? Не. Од Министерството? Не. Дали ги спрашавте дали ги прашавте вашите соработници? Значи, и ако не стигнало до вас мејлот, Душица, првиот напор во овој момент е да се стабилизира здравствената состојба. Одговорност ќе биде барана и ќе се провери. И се ќе биде јавно објавено. Ама во основа, во тие моменти беше примерно да обезбедиме дека работата ќе се стави под контрола. Ќе се направи внатрешна контрола, ќе се проверат, сите комуникации се проверливи, ќе се направат пресеци кога стигнале информациите, нема ништо да биде скриено. И јас објавив дека на 13 биле првите случаи, пред било кој друг да објави, така да гарантирам дека се ќе биде познато. Очекувате ли јавното обвинителство и овие аспекти да ги истражува, односно да влезе во Министерството за здравство? Ако има обид за зацкривање на одговорност или купување на време за да се реши и технички проблемот или да се останат доказите, дека мора да има одговорност. Види, неколку пати кажам, Гостива е хронично проблем со вакви состојби. 2017 е последната евидентирана поголема состојба која останала со непознати причини. И јас чврсто гарантирам на гостивачани и на македонската јавност. Овој пат ово нема да остане со непознати причини и со непозната одговорност. Ќе бидат познати причините, ќе биде позната и одговорност. Да се надеваме, бидејќи искуството во оваа држава малку покажува дека... Значи, јас сигурно ќе имам соодветни анализи да не бидат пумпите се виновни. Јас го гарантирам дека нема да биде така. И дека сите аспекти ќе излезат, дури Министерството во кое што вие го водите. И држите ме за збор до 1 август ќе има мој став во однос на тоа. Дури Министерството, ако има виновни во вашето Министерство? Апсолутно, најмногу. Добро, денеска опозицијата имаше прес, Венко Филипче обвини, односно покажа документи дека безбедноста на водата земена од болницата за белодробни заболувања во Лешок е загадена, односно дека вкупен број на калифорни бактерии во 100 мл вода е 51, примерок од чешма од болницата каде што се лекуваат луѓе, 51 колифорна бактерија на 100 мл вода, рековте ќе проверите за состојбата во болницата. Да, значи, целодневно сум надвор, не би можел да одговорам на прашањето во моментот. Меѓутоа таму ќе има, предпоставувам, секако. Ќе здравствени инспекторат во најмала, предпоставувам, во најмала рака ќе реагира. Две обвинија за колапс на здравството. Актуелната влада, сега вие сте носител на таа функција и опозицијата ви бара оставка. Апропо епидемијата во Гостивар. Значи, ја одговорно тврдам дека националните власти одговорија соодветно и тоа ќе го демонстрирам низ факти, податоци и аргументи.
не со паушали, ќе демонстрираме во кој ден што е направено, како е направено, кои се правилата на Светска здравствена организација за одговор оваков тип на епидемии. Све ќе биде објаснето, документирано, ќе бидам радо твои гостини да го кажам тоа тука. Не чувствувате морална одговорност? За епидемијата, напротив, мислам дека допринос да се подигне алертот на повисоко ниво, бидејќи пред моето одење во општата болница Гостива немаше алерт. Добро, господине Кликовски, е вака лаички, како граѓанин ве прашувам. Дали е возможно на толку институции, толку извештаи, толку болни во болниците во тој одреден период од 13 до 17, бидејќи се зголемувал бројот на симптоматични случаи таму, граѓаните и јавноста да дознаат од анонимна пријава на граѓанин до јавното обвинителство? Ви зборувам за вертикала на колапс на системот. Не би се согласил. Прво треба да знаеме дека во Гостива има хронични проблеми со водоснабдувањето. Значи тие не се од денеска, од вчера и завчера, се обидов тоа да го кажам. Значи, имаше и протести предходеа на цело ова, со години е здуње, циклана, и има кој е одговорен за тоа. Има локална самоуправа и децентрализација. Не чувствува морална одговорност ниту градоначалник. Значи, тоа него ќе го прашате. Значи, јас можам да зборам за мојата одговорност и на Министерството. Не сакам да кажам, ЦС вели, ние имаме извештај кај што е чиста водата. Директорот вика, јас си кажав во сплит пријавив. Градоначалникот не е виновен. Значи, јас тоа што ќе го кажам, нема да биде кажување. Осомничината директорка биде, само да завршам, осомничината биде директорка на... Никој не е крив, знам. Велеше од храната и од врукините. Пред 3 дена, 5 дена. И еве каде е сега? Значи, одговорност има. Ама сега, дали само директорката е мастермајндот на цело ова? Значи, види сега, јас можам да коментирам здравствени аспекти. Јас не можам да коментирам кривични дела и обвинителство работа. Мислам, на крај мораме да... Поинтата ми е таа нефункционалност на сите институции, која што никако намерно или ненамерно се случува. Не се сите институции нефункционални таму. Има институции што не постапувале, има институции што постапувале. Дозволите да се направи хронологијата. Која институција постапувале? Тие што додале на фекалната вода хлор, дополнително за да затрујат со хлор. Значи, тоа е истата институција, тоа е јавно комунално предпријатие. Значи, Душица, се обидуваш да најдеш вина на 5 дена од настанот, кога се уште сите факти не се познати. Значи, сепак тоа личи на линч. Значи, сакате да линчуваме. Јас на мојот прв настап реков, јас сум посебно предпазлив, затоа што локалната самоуправа во Гостива е од опозицијата. Не ќам со ниедно мое постапување да изгледа дека сега власта профитира на грешки на локалната власт. Дозволи, гарантирам, во рок од 10 дена, нема да биде крива пумпата. Во онтреден надзор и анализи на сите водоснабдителни системи побара опозицијата? Не е одговорност на Министерството за здравство. Добро, сепак сте дел од главниот оперативен штаб. И член на влада, дали би се согласиле за такво нешто? Во основа треба да се контролира исполнувањето на врската, бидејќи во ЈКП не е исполнета законската врска. АХВ денеска излезе и тие излегоа со податоци, тоа е таму. Нивните информации се исто скандалозни, кафулења, пицерии, пекарници, сладкарници, други оператори со храна во Гостиварско ја почитуваат забраната за употреба на водата, меѓутоа голем дел од нив, кај операторите не се утврдени отстапки во тие, меѓутоа затекнати се 11 правни лица што не се регистрирани како оператори со храна, што покрај глоба изречена им е и привремена забрана за вршење на дејност, кај 2 оператори утврдено дека пуштиле во промет небезбедна храна во количина од 18 килограми виршли, кисело млеко, јогурт, слај, салами и путер, кои се нештетно уништени. Една од АХВ, мислам, немам потреба да го контролирам. Не, прашувам, бидејќи беа колегиве, нели, изминатиот период во Гостивар секој ден го известуваме, иако се забележува помал
помалку гости во рестораните, во кафулињата и така натаму, сепак тие луѓе работат. Една гостиварчанка во анкета кажа в периодот на свадба. Мислам, дали би требало порадикална некоја забрана да се затворат сите тие угостителски објекти? Да дозволиме тие што се експерти да искоментира на тоа. Има комисија за тоа заразни... треба флаширана вода да користат за се. Не можат ни раце да измијат, ни тањери, ни прибор, ни ништо. Има комисија за заразни болести со соодветни препораки до управувачкиот комитет, оставам да они да се произнесат. Добро, вие сте по функција и таму и таму. Јас не влијам на одлуките на комисија за заразни болести, значи комисијата за заразни болести е внесена во системот за да има објективни одлуки од луѓе кои се експерти за тоа подрачје, а не политичар да одлучува за тие работи. Така да не да одлучувате, меѓутоа сте дел по функција. Не сум дел од комисијата за заразни болести. Поширокиот комитет, знаете кои се препораките. Поширокиот комитет работи и постојано действува, меѓу другото и во обезбедување на техничка вода. Канцерогени соединенија од долгоручни хлориди. Ја мислам дека прво тоа треба да се провери па да се тврди. Значи, Повидителството кажа дека имало премногу хлор во едниот пример. Значи, колку долго кој бил експониран на тоа, мислам, во Костело има илјадници, мислам дека има 20.000 кориснички места. Дали може во основа на едно корисничко место да се утврди дека имало сегде експозиција? Повторно во понеделникот пола беа уредни за употреба, пола беа неуредни за употреба местата кај што се тестираш. Значи, не може во основа на една работа од 20.000 да се направи генерализација. Што е со последните резултати? Министерот за внатрешни, кој што нели го води комитетот, вчера кажа дека ќе се земаат повторно дополнителни монстри. А постојано се земаат монстри. Има ли кои се најновите податоци? Не би знал во моментот да кажам. Ајде. Сепак имаме други активности. Ајде уште едно вака за крај да расчистиме. Значи, според вас, засега нема потврда дека директорот на гостиварската болница алармирал на 13 јули за... Значи, мојата последна информација од одговорниот службеник за работа на Комисијата за заразни болести беше дека алармот кај нас стигнал во петокот. Повторно, тоа е лесно проверливо, има пишана комуникација, ќе се проверат имейли, ќе се проверат сите комуникации, ќе утврдиме каде е вистината. Не може да биде вистина и едното и другото. Една од тие работи е важна. Имаше бура од реакции од професорите Никола Пановски, професорите Милан Ристовски, Никола Бекјаровски, на вашата, како рековте вчера, јавно јавачи на епидемијата. Малку вака страмото не е да се навредат толку искусни професори со 40 години, 30 години. Извини, сега никога не имено. Тие се појавуваа, професорот Пановски. Значи имаше коментари кои не се однесуваат на критика на здравствените власти, туку класични спекулации што има внатре, како има во основа, значи во ниту еден момент, ти ме критикува сега. Така, јас ве прашувам. Прашањата се критички. Значи јас не бегам од критика. Во ниту еден момент не сум коментирал критика на постапки на здравствените власти. Меѓутоа има голем шум што треба граѓаните да прават, а има официјален став на институција што е задолжена да дава насоки за постапки. Делот официјалниот шум е дека од едно место хлор што е најдено кај ќе има канцерогени состојби. Тоа не стигна од лидерот на опозицијата како обвинување, не стигна од овие професори кои што изминати годинови. Дали ја именував професори? Извини, дали ја именував професори? Не ви рековте јавачи на епидемијата. Дали именував некого? Значи не мислевте на Пановски, на Бекјаровски, на Ристовски. Бидејќи сите тие реагираа препознавајќи. Значи прво ја не можам да ги следам сите, иако имам преглед на Facebook објави, стварно не можам да ги следам сите
Facebook објави. Јас само приметив во прашањето од новинарите дека има дезинформација во однос која е оната состојба и што се препораките за понатаму. Само замолив и повторувам да се следат службените канали во однос на препораките. Значи не ги навредувавте професорите? Не ги навредивте? Дали јас спомнав професори? Не, Бидејќи сега те молам за одговор. Не Спомнав ли ја професор? рековте јавачи на епидемијата, ве цитирав три пати. Сега јас не знам на кого сте мислеле вие. Ама Сега, ви кажувам реакции на Како да кажам Бекаровски, дали на сум имал Пановски и намера на да наведам Милан никој, Ристов. значи еден од тие професори ми беше асистент на факултет, многу длабока почит имам према него, пошто ми помогна во одлуки во животна ситуација за каде што беше засегната моето семејство, и во ниту еден начин, на ниту една смисла немам намера да било кога во животот го наведам. Јас во однос на новинарите дека ние од професорите добивавме овие изминати денови стручни мислења во однос на сето тоа што може граѓаните Значи едно е стручни мислења во однос на што може да се критика, случи понатака. во однос на критика. Истите прашања што јас веќе ма добро, ви ги поставив. ама како ќе кажеме што ќе се случи понатака ако немате пристап до информациите? Па добра, ама од едно на друго на трето, значи тие се 40 годишни професори кои што знаат што може да произлезе од астравирус, од ешерихија, од салмонела, од така натаму. Значи комбинациите се небројни. Например, да, не ги набројуваме сите. Добро, арсен во водата во Валандово, да, вие денеска рековте дека дали има случаи пријавени во болница од вашиот аспект, ве прашувам со симптоми. Колку што ми мене познато не. Бидејќи знам дека состојбата на водата не е од ваша надлежност, меѓутоа не дај Боже дали воопшто веќе се појавуваат Колку што симптоми. сум запознат не. Доколку се случи? Секако во комуникација сте со директорот хемиската контрола на водите делот задолжителната контрола. Јас првата работа што ја кажав во саботата ми се чини, пошто тоа ми беше познато дека нема тешки метали во водата во Гостива. Може ли да во некој од следните испитувања да имаме и такво нешто? Во Гостива не. Во Гостива секојаш биле истиот тип на гастроентерит проблеми. И уште нешто, бидејќи претпоставувам сте во комуникација со јавното обвинителство? Лично јас не. Не? Бев со обвинителот од Гостива во првата фаза на што, како, кои податоци, каде контроли, меѓутоа понатаму си ја презема улогата управачкиот комитет да истрагата. Значи немате проблем доколку влезат во Министерството за здравство да сработуваат? Добре дојдени се. Ви благодарам за гостување. Благодарам. Сашо Кликовски, министер за здравство, гостин во Дневникот на телевизија 24.